Здраво, другарчиња. Јас сум Лидија, воспитувач во детската градинка Светичка. Како сте, дечиња? Дали сте расположени за да играме заедно? Браво! И јас сум, да ви кажам, многу расположен. Знаете ли зошто? Со нетрпение го чекам најголемиот христијански празник Велик. Го чекаме Великден со срце, со душа. Великденска песна секаде се слуша. Јајцата бојосани блескаат ко свила, а детската радост секому е мила. Дечиња, во пресрет на празникот Великден, сите ние во нашите домови подготвуваме великденски украси. Дали би сакале заедно да направиме една великденска торта? Може? Ајде, слушајте ме сега внимателно. Ке ви кажам што се ви е потребно за да направиме великденска торта. Ке ни треба пластично шише. Да, пластично шише. Погледнете на оваа слика овде, имаме едно мало пластично шише. И од него ќе направиме великденска торта. Пластичните шишиња можат да ни користат да направиме многу убави и интересни украси нашиот дом. Потоа ќе ни требаат и ножички, хартија во различни бои. Доколку некој од вас нема дома хартија во боја, можете да искористите и било каква ткаенина. Ке ни треба и лепило. Лента, понет или било што кое што може да ни послужи за дршка, односно прачка на нашата великденска. Дали сме подготвени? Ајде да започнеме. Започнуваме со сечење на шишето. Гледате на оваа слика овде, детето го сече личното шише. Значи, земаме ножички и шише. Започнуваме да го сечеме. Сечете многу внимателно. Ајде, горе палчето, стисни. Горе палчето, стисни. Со едната рака сечеме, со другата го држиме шишето и го вртиме за да ни биде полесно сечењето. Горе, долу, стискаме со палчето. Откако ќе завршиме со сечење на шишето, имам нешто да прашам. Што мислите? Кој од овие два дела, погледнете на сликата, ќе ни биде потребен за да направиме великденска торта? Точно, овој дел каде што е дното на шишето. А останатиот можеме да го искористиме понатаму и да направиме некој друг интересен украс. Сега ќе ви треба малку помош од некој возрастен дома. Треба на двете страни од шишето да направат дупчиња. Значи, правиме две дупки на страните од шишето. Потоа го земаме понетот или лента и треба да го ставиме низ овие две дупчиња.
Секако, конецот треба да го заврземе, бидејќи сега ја правиме рачката на нашата велингденска и треба да бидеме сигурни дека велингденската корпа нема да ни се одвои од рачката. Затоа ставаме во дупчињата и полека врзуваме по еден јазок. Нашата велингденска корпа веќе има и дршка. Има понатаму. Ајде сега да ја украсиме нашата велингденска. Гледате на оваа слика дека детето си сече со ножички разни форми од хартија во боја. Триаголни, срциња, квадри. Ајде сега и ние да си сечеме различни форми од хартијата во боја или од каенината. Откако ќе ги сечеме формите, истите тие треба да ги лепиме на шишето, односно да го украсиме нашето шише кое што ќе ни ставува велингденска корпа. Земаме формата и лепиме. Со двете прстиња од едната рака, со палецот, со показалецот, качиме формата, а со другата рака стискаме да излезе лепилото од тубата. Убаво ќе нанесете така. И сега сите овие форми кои што ни служат хартија ќе ги залепиме на добро. Ајде да ставиме уште тој украс. Ајде, внимателно. Нека стисни убаво сите прстиња да стискаат. Така. Така. И со овие две прстиња го лепам и од прстиња. Една велингденска корпа не би била велингденска корпа доколку во неа не ставиме и малку сено. Но, доколку немате дома сено, можете да си исечете лентички. Погледнете ова детенце какви тенки ленти сече од карти. Ајде ние да си сечеме сено од хартија. Горе-доле палчето, прстињата работат, сечеме ленти со ножичките. Откако ќе ги сечеме лентите, тие треба да ги ставиме во нашата велингденска корпа. Така. Што мислите? Што недостасува во оваа велингденска корпа? Точно, едно црвено велингденско јајце. И нашата велингденска корпа е готова. Нели беше доста лесно, но и интересно? Ви се изморија рачињата? Да, па многу секавте и лепе. Ајде малку да си ги одмориме рачињата. Ајде ставаме рачиња напред. Да ги споиме. Врати на
uštedneš da ti spojime i da gi vratiš. Ajde сега, полека да ги затвориме дланите. Еднаш, уште еден. Дечиња, браво, те гледаме.